Општина Куманово започна со првата фаза од реконструкцијата на улицата Карл Маркс, позната меѓу граѓаните како Орта Бунар. По активностите за гребење на постоечкиот асфалт, овој патен правец ќе добие нов асфалт. Ова е дел од поширокиот план за инфраструктурни зафати во сите делови на градот, информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Инаку на вчерашната седница советниците го усвоија извештајот за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово за периодот од 1 јануари до 30 јуни годинава. Вкупната реализација на програмите во првите 6 месеци од годинава е над 20%, соопшти на седницата председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска. 21% е извршен буџет, односно реализација. Што сме направиле ние со тие 21% од реализиран буџет? Длабочичка мала е Вајдучка чешма, улица 320, па има 5-6 крака, кои некои се бекатонирани, предпоставувам дека биле пред 10 години на некој функционер таму од страна на СДСМ, а сега се асфалтирани цел склоп на улици во Длабочичка мала 320, 324, 325. И мислам дека луѓето на крај на денот живеат таму 40 години, видоа дека има инфраструктура. Улици во село Речица, цела Речица е асфалтирана, тротоари има и прекрасно изгледа, колеги. Изградба на тротоари во Бедиња, тие тротоари, 11-тиот ФЗЦ се живо натаму функционирало со текот на времето, индустрија цела била таму насочена, не сме ставиле тротоари, еве ги тротоарите. Реконструкција на дел од улица во селото Бановце, позната како Чифлик мала, тоа е една улица која е многу користена од населението затоа што таму се наоѓа нивната црква. Изградба на улица 100. Беа предвидени пари од Советот на општина Куманово, беше распишено на 2-3 пати тендер, падна и од тие пари се направи тампон и мислам дека вичњаци беа поставени со тоа што сега со реконструкција на Моша Пијаде, со ставање на атмосферска канализација, целата таа улица повторно ќе биде прокопана, атмосферска канализација ќе биде поставена и која ќе завршува во реката. Летно одржување Драгојло Диндич, Франц Розман, Лопате 1, 2 и 3 крак, Веселин Маслеша, Димитар Влахов, Черкези, крак 2 од улица Железничка, Александр Здравковиќ, Перолиевски, крак 1-2. Значи тоа се улици кои се летно одржување, односно дупки се крпени и се правени реконструкции ситне. Реконструкција и санирање на оштетени јавни површини бекатон со бекатон плочи. Рајкова куќа, Пуковска и Дучка чешма се населени места кои веќе таму 30-40 години живеат и не виделе ништо освен кал. Ајде да видиме што сме бекатонирале и дали нешто сме прерипиле, како што гледам на терен дека каде живел функционер некој е ставено бекатон, каде живел некој функционер е ставено асфалт. Дали нешто е прерипено од страна на мнозинството, од страна на општината. 101, тоа е улица на почеток на Рајкова куќа. 102, веднаш до неа. 103, ја нема затоа што била направена за некој функционер. 104, поред се оди. 151, ако не знаете, отидете да видите каде се и какви услови живееле луѓето. 152, веднаш до неа. 153 неа има затоа што е приватна и не сака луѓето да се откажат од имотот. И 154, 155. Тоа е цел кварт со улици бекатонирани на кои тоа население после 40 години живење таму се радува. Може би улиците во центар на градот не ни се најубави, меѓутоа, со овие владини пари што дојдоа во општина Куманово и кои ќе завршат огромна работа, јас верувам дека дополнителни средства од нашиот градски буџет ќе остане за било кој состав на Совет да остане. Па со него ќе предвидуваме и катни гаражи, ако најдеме локации, и ќе правиме реконструкција на централните градски улици. Значи,
помош од влада на Република Македонија доаѓа и ќе имаме право да си ги дигнеме и предпријатијата на нозе, а и центарот на градот да го средиме.